Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. И ово утро сме повторно заедно со вас. Денеска е 3 февруари 2022 година, четврток. Сонцето изгреа во 6 часот и 42 минути, а ќе зајде во 16 часот и 50 минути. 34-тиот ден во оваа тековна година. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа вели дека ќе имаме слично време како и вчера, променливо облачно и студено. Во планинските подречја ќе провејува снег, ќе дува засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. За разлика од вчера, денеска утринските температури се малце поладни, пониски, така да во западните делови имавме или ќе имаме во текот на денот од минус 10 до минус 3 степени, во Скопскиот регион од минус 3 до 4, Кумановскиот исто така променливо облачно од минус 6 до 2, во Беровскиот ќе биде прилично свежо, ово утро и е секако од минус 7 до 0, во Гевгелија плюс 2 до 8, во Тиквешкиот регион минус 2 до 6, Пелагонискиот од минус 4 до 4 и Охридскиот од минус 5 до 4 степени. За викенд ни се најавува подобрување на времето, значи затоплување, ќе имаме повеќе сончеви интервали и потопло време, така да ги искористиме престојните денови за викендот кои ќе бидат во најава потопли денови, но за тоа ќе видиме како ќе следува во деновите кои се пред нас. Што однесува до Автомото Сојузот на Македонија, тие ни информира дека патишата се претежно влажни и да се внимателно управува со моторните возила. Значи се одвиват собраќајот по зимски услови, по влажни коловози со каша снег, така да треба внимание кога се управува моторното возило и да не се управа секако под наркотички средства, под алкохол или под некои други наркотички средства како што е дрогата. Така да бидете внимателни, почитувани гледачи како возачи, но и вие кои сте учесници како пешаци, зашто многу од нас пешаците гинаат на тие пешачки премини. На жалост во Скопје во минатите седмици се случија две големи трагедии. Како е да е, денеска е влажно времето, се уште така да бидеме внимателни. Што се однесува до настаните кои се случили на денешен ден, 3 февруари, во 1970 година, значи Првата светска војна, САД ги прекина дипломатските односи со Германија, откако Берлин соопшти дека ќе започне војна со подморници. Тоа се случило на денешен ден, 1970 година. 1940 година, на 3 февруари, британските војни авиони го бомбардира германскиот град Хамбург. 1969 година Палестинскиот национален конгрес го избра Јасеф Арафат за шеф на Палестинската ослободителна организација. Сеќавате на оној човек со намарама што беше препознатлив кога ги гледавме вестите и кога се појавуваше тој човек, веднаш го не асоцира дека тоа станува збор водач на Палестина. На денешен ден, значи 3 февруари 1973 година, во Јужен Виетнам, на основа на мировниот договор потпишан во Париз, стапи во сила прекинот на огнот. Со договорот беше предвидено САД да ги повлечат своите трупи, а владата во Сајгон и Фронтот за национално ослободување на Јужен Виетнам да формираат Национален комитет за национално помирување. Силите на фронтот се со помош на
Vietnamskата armija v april 1975 godina ги поразиле владините трупи во Сайгон и американската војска, а марионетскиот режим се распадна. Еве, уште една информација што се случила, односно настана на денешен ден. Значи, 3 февруари 1994 година американскиот председател Бил Клинтон го укина трговското ембарго воведено спрема Виетнам во 1975 година по поразот на американските војници во таа земја. Очигледно Америка, иако најголема војна сила, но и таа претрпела порази во некои војни во минатото. Еве, тоа беа тие сервисни информации, почитувани гледачи. Ќе одиме сега со песна, потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Kada zbrojiš dane 2 i 2, godina je brzo otišla, možda svemu sutra biće kraj, zato Bogu život sada daj. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Često puta možda pitaš se nešto lijepo, zašto kratko je, ali svjetlo neba vidi se, Bog za tebe sprema novo sve. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Следува рубриката Капки на мудроста и утринскава приказна за деца и за возрастни. Облеката на праведноста никогаш не може да излезе од мода. Интересна мисла, облеката на праведноста никогаш не може да излезе од мода. Некои учат врз основа на искуството, а други никако не можат да закрепнат од искуството, што значи постојано учат и никогаш да научат. Убаво е да се учиме од искуствата, но ете некои работи треба и да не ги повторуваме ако сме ги веќе искусиле, а не се добри секако. Ако се добри, во ред треба да ги повторуваме. Добрината никош не излегува од мода. Никој не е толку глупав колку оној кој не сака да слушне. Убаво е да слушаме, да бидеме подготвени, да слушнеме, да учиме, додека сме живи, некои работи ќе ги учиме. Ако даваш пари со камата, твојот плуг ора и во сабота. Според 4-та заповед, почитувани гледачи, во сабота треба да одмараме. Тоа е сабота, Божи ден, посветен ден, издвоен ден од останатите денови. Не треба да позајмуваме ниту рало, ниту плуг, ниту трактор. Кога ние сме господари над некои работи, тие се под наша собственост. Треба и тие да одмарат во саботниот ден. Да се живее не е секогаш пријатно, но секогаш е занимливо. Како што регјата го јаде железото, така зависта го јаде завидливиот. Биди љубезен кон луѓето додека се качуваш, бидејќи пак ќе ги сретнеш која ќе слегнуваш. Ако избереш меѓу 2 зла, немој да избереш ниедно, но ако избираш помеѓу 2 добра, избери ги двете. Се што лета, не се јаде. И ова филозофија или ова капка на мудроста има своја тежина. Се што лета, не се јаде.
Koji našol dobra žena, je našol srećata i dobil milost od Gospoda. Dvojnite tegovi i dvojnite merki, dvete mu se omrazeni na Gospoda. Tako da nemame dvojni tegovi i dvojni merki. Posebno ako rabotime na pazar i ako prodavame nekoj namirnici raboti, znači vagata treba da bude 100% točna, da ne im zakinuvame na lugeto. Dvojnite tegovi i dvojnite merki, dvete mu se omrazeni na Gospoda. To bija utrinskite kapki na mudrosta, počtovne gledače, сега ќе поминеме на утринската приказна за деца и за возрастни. Еднаш сатаната повикал состанок на светско ниво и во воведниот говор на своите зли ангели им рекол: не можеме да ги спречиме луѓето да одат во црква. Не можеме да ги спречиме да го читаат Светото писмо и така да се приближат до вистината. Не можеме да ги спречиме да изградат свој личен однос со Исус, а во моментот кога тие ќе успеат во тоа, ние губиме моќта над нив. Затоа ќе ги оставиме да одат во црква, ќе ги пуштиме да го водат својот старомоден начин на живот, но ќе го крадеме нивното време, така да не можат да воспостават тој однос со Исуса. Ова сакам да го направите, мои паднати ангели. Тој им го значи порачал сатаната на неговите демони. Попричувајте ги, отргнувајте ги од патот на воспоставување на однос со нивниот Спасител. Но како ќе го постигнеме тоа, прашале ангелите. Ќе ги задржувате со неважни работи во животот и смислите безбројни планови и шеми за да ги окупирате и да ги обземете нивните умови. Наметнете ги да трошат и да претеруваат во тоа. Уверувајте ги жените и нивните мажи дека треба да работат на своите работи од утро до вечер 6 до 7 дена во седмицата и 10 до 12 часа дневно, за да може да си ги дозволат своите лажни животни стилови. Задржувајте ги што може повеќе за да имаат што помалку време кој би го поминале со своите деца. Кога полека ќе почне да се распаѓа семејството, домот нема да им понуди безбедност и одмор од тежината на работата. Влијајте на нивниот ум за да не бидат во состојба да го слушнат тој тиво глас на Светиот Дух. Наметнете ги да слушаат радио или CD секогаш кога возат. Окупирајте ги со телевизија, видео, CD и компјутери во нивниот дом и погрижете се секоја продавница или ресторан во светот постојано да пуштат музика која не вдахнува. Тоа ќе ги затвори нивните умови и ќе го скрши заедништвото со Христа. Пополнувањето на масите во баровите, рестораните и на другите места да биде со разновидни списанија и вестници кои содржат несоодветни работи. Бомбардирајте ги нивните умови со вести 24 часа дневно. Нападнете ги со разни бесрамни реклами на улица додека возат. Преплавите ги нивните поштински имейл сандачиња со разни непотребни и лоши пратки, нарачувајте им разни каталози и разни профили на вестници кои нудат лажни надежи. Држите ги слаби, прекрасни модели на насловната страница на списанијата за да ги уверат мажите дека надвршат убавена единствената важна работа за тие да станат незадоволни кај своите жени. Тоа многу брзо ќе го растргне нивното семејство. Дури во рекреацијата нека претеруваат, нека се враќат од фитнес, трчање или тренинг измачени, уморени и неподготвени за следниот ден. Дружењето со пријателите нека го заменат со долги разговори преку мобилни телефони. Не им дозволувајте да одат често во природа за да се воодушевуваат на Божите чуда и убавината. Наместо тоа, пратите ги во забавни паркови, на разни спортски случувања во кои парите играат важна улога. Пратите ги на концерти и во кина. Држите ги зафатени за да немаат ниту малку слободно време за живење, за исправен живот. Дури кога ќе се соберат на духовни состаноци, вплеткувајте ги во озборување, трчарење и ситни разговори, така да до нив
да едноставно не стаса чистата вистина на Господа Исуса Христа. Одете напред, направете да бидат збунети и во духовните победи и наполните им ги животите со разни наводно добри цели, за да немаат време да бараат сила од Бога. Набрзо по тоа ќе почнат да се наслонуваат на собствените сили и ќе го жртвуваат своето здравје и семејството за доброто на своите цели. Злите ангели тргнале брзо на своите задачи, правејки луѓето широм светот да станат презафатени и забрзани со своите животи, без време за ситни радости и градење на вистинска среќа. Еве, почитувани гледачи, ова беше приказната, многу озбилна, како сатаната успева да ни го краде времето. Сега, тој уште повеќе ни го кради. Значи, преку интернет, преку многу други работи, сатаната знае да ја фрли таа своја мрежа. Но сепак ние сме господари на нашето време. Ние одлучуваме кога ќе го притиснеме копчето на мобилниот. Ние одлучуваме кога ќе го притиснеме копчето на телевизорот. Да не окупира тие турски серии, многу филмови. Скоро секој час се дава некоја нова серија. Има во Македонија неколку телевизиски станици кои се на државно ниво. Нон-стоп тие репродуцираат нови серии и ако само ги следиме, ние ќе примаме и ништо нема да даваме. Само слушаме разни информации, гледаме разни филмови, а нашиот ум се полни, а никако тоа да го сожвакаме и ние да нешто направиме позитивно. Затоа, еве, ова тактика на сатаната, на жалост, успева и денеска. Тој знае да не окупира со многу неважни работи. Затоа ние да си направиме план, најважни, важни и неважни работи. Секако Господ треба да биде на прво место, потоа секако семејството и бизнисот, работите. Така да Господ да ни помогне и денешниот ден да го испланираме и да го спроведеме онака како што тој сака. Се враќаме повторно во емисија после оваа песна што ја слушнавме, почитувани гледачи. Одиме сега со утринската порака. Денеска имаме утрински текст кој го наоѓаме во Излез 14 глава 15 стих. Наредба за марш. Речи им на израелците да тргнаат на пат. Историјата на Израелевите синови е запишана за поука и бодрење на сите христијани. Кога би се нашли во опасност и тешкоти и кога им се чинело дека ситуацијата во која се наоѓаат е безнадежна, покажувале недостаток на вера и мрмореле против водачот кој сам Бог им го поставил. Божествената заповед гласела: напред, не смееле да чекаат патот пред нив да стане потполно јасен и во целост да го сватат планот на своето ослободување. Божјото дело
treba da napredova i to će go otvori patot pred svojot narod. Ima momenti koga hristijanskoj živote prepon so opasnosti i koga dolžnosta koja treba da se izvrši izgleda mnogo teška. U svojeta imaginacija gleda me slika spored koja pred nas je neizbežna propast, a zad nas ropstvo i smrt. No nad seta ta obeshrabrenost sepak jasno se sluša Božjot glas, samo napred. Na ta zapoved treba da i se pokorime bez ogled na posljedici te duri togaš koga so svojot pogled ne možeme da prodreme ni stemninata na neizvesnosta i koga podnozete veke gi čustvujeme studenite branovi. Oni koji misle deka im je nevozmožno da se počinat na Božeta volja i da veruvat vo njegovite vetuvanja, sedaj reka se ne im je jasno, nikoga še nema da se počinat potpolno i vo se. Verata ne je neizvesnost do koja se doaga so steknuvanje na znanje. Ta je podloga za uverenost vo koje se nadevame, dokažuvanje na ono što nego gledame. Poslušnost nakon Božite zapovedi predstavlja edinstven pad da stekneme njegovo odobruvanje. Samo napred, to treba da bude lozinka na sekoj hristijanin. Božeta namera za nas je postojeno napreduvanje, voznajenjeto i doblestite. Njegoviot zakon je odjek na njegoviot glas, koji nasite i mu patova povik. Pojdete nagore. Bidete se posvetini. Sekoj den treba da napreduvame vo usavršuvanje na hristijanski karakter. Nadevajke se vo Boga, morame postojno da odime napred, vršejkija nesebično svojeta dolžnost, ponizno potpirajki se na Nego, doverovajki mu se na njegovoto providenije, samite sebe si, što se odnesova na našta idnina držejkija, cvrsto svojeta doverba, od početka do kraj, i majke numdeka imame blagoslov od neboto, ne zato što go zaslužuvame tuku so posredstvo na Hristovata zasluga i so toa što preko verata vo Nego primame izobilstvo na Božeta blagodat. Ete to beše porakava utrinska za deneska počtovani gledajući naredba za marš. Ovoj tekst ne vratim vo vremeto na izilcite koga bile vo Egipet, vo ropstvo. Gospod vo odreden mik im kažal što da napravat, koga da trgnat. Preto trebali da napravat podgotovka, da bidat opašeni, obojeni, podgotvini, da imat namasata jagne zaklano kako žrtva i zele. To bilo simbolika za onoj koji jedan den ne oslobodi od ovoj život, od ova smrt i cite problema to Isus Hristos koji ke dojde kako nevino jagne i ke bide rastnat na Golgotski od krst. Međutim, kako je da je ovdje Izraelcite trebale, počtovni gledači, da shvata deka bez Boga tije nemat nikakva šansa da se oslobodat od Egipeta. Tako i nije deneska, bez Isusa Hrista, bez njegovate žrtva, nemame šansi nikako da se oslobodime od ovoj život, od ovoj grešni život. Zato Bog, odnosno Isus Hristos, go dal svoj život i da ne oslobodi sekogaš, odnosno za sekogaš koga tojke dojde povtor patke napravi kraj na site maki, na site problemi i na sve ono što je zlo nova zemlja. Nadevajke se vo Boga, morame postojno da odime napred. Vršejke, a nesebično svojeta dolžnost. Ponizno potpirajki se na Nego. Doverovajki mu se na njegovoto providenje. Samite sebi si i sve što se odnesova na naštidnjena, držejke cvrsto svojeta doverba. Od početka do kraj i majke numdeka imame blagoslov od neboto. Ne zato što go zaslužujeme tuku so posredstvo na Hristovata zasluga i so to što preko verata vo Nego primame izobilstvo na Božja blagodat. Neka i ovoj den bide ispolnico Božja blagodat za site nas počtovne gledajući da bideme uspešni, da bideme blagosloveni na rabotnite mesta i sve što pravime da bide na proslava na golemiot Gospod. Сега во продолжение ќе
ке слушнеме рекламата за дописата Библиска школа. Сите вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви изворена можност. Слушнете ја поракава, односно рекламата, и веднаш влезете на веб страницата bibliјатазборува.mk и ќе се запознаете за што станува збор. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме, почитувани гледачи, со нашите села, градови, водопади. Денеска се одлучив да ви пренесам неколку информации за градот Богданци. Богданци е град во јужниот дел на Република Македонија. Сместен е во источниот дел на Гевгелиско-Веландовската котлина, особено областа Бојмија, на патот помеѓу Гевгелија и Дојран. Тоа е мало градче, но многу интересно. Верувам дека сте го посетили, ако не сте, може да го сторите тоа. Подрачето на Богданци е населено уште од римското време, зашто сведочат многу наоѓалишта во непосредна на тоа градче. Во 19. век Богданци е големо село во составот на Гевгелиската каза во Отоманското царство. Значи, во почетокот било едно големо село, но како времето одминувало, едноставно, еве, например, во 1895 година, 1896 година е основан комитетот на ВМРО на чело со учителот Атанас Тодев од Мачуково. Значи, тамо, се формирало тој основен комитет во 1895 година. Сега одиме во понова историја. Градот Богданци се наоѓа, значи рековме, во кој дел на Македонија, на надморска висина од 80 метри. Значи релативно е равно, ниско, така да Богданци води едно, како да кажам, во тој крај културно наоѓалиште, бидејќи, како што спомнав, има многу наоѓалишта околу самиот град. Според статистиката на Васил Кнчов, од 1900 година во Богданци живееле 3560 жители, од кои 2540 биле македонци. Имало тука и други националности, како што биле турците, 900 ги имало, и некаде околу 120 од ромска националност. Според други податоци, од 1905 година во Богданци имало 3184 македонци и така натамо. Оде се сега дадени и тие мала, значи како се градот бил поделен на неколку мала, но како е да е, еве нови податоци можам да ви сообштам, почитувани гледачи, од пописот, значи 2002 година. Градот има 6011 жители. Од последниот попис што се одржа мината година, не знаеме кои податоци се добиени, но од 2002 година имаме податок дека градот Богданци има 6011 жители. Претежно се македонци, значи, може да кажеме, има нешто турска националност, ромска, Власи има
srpska nacionalnost ima, na to se relativno mali procenti ima i nekoliko Albanci. Kako je da je, imam ovdje i od veroispovesta po procenti, no kako je da je, to je jedna mala varošica, malo grače, pitomo mesto, plodni se nivite, tamo se proizvede od kalinki, japonske jabolki i sve to drugo ovoše koje može da se proizvede v ovoj del na našата zemlja, da ne zboruvаме za raните domati, pipirki i така натаму. Znači, blisko je tuka do Gevgelije, kako pogolem centar, kako je da je, to je mirna naselba, kaj što ете i vo toj del na našta zemlja, lugito živijat, ги обработуват своите ниви и придонесуваат за успех во својот живот. Pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. Ali Bog kaže, pozvao sam te po imenu, moj si. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu i kada ti se čini da će valovi razbesnelog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj. Що се однесува до здравствените совети за ово утро, решив да ви споделам неколку информации, почитувани гледачи, во врска со
upotrebata na alkoholot. Znači, koji se posljedicite od pijenjeta na alkohol? Vsakodnevno postojno slušam informaciji za sobrekajne nesreki kada što učestvovale luge vozači koji bile pod dejstvom na alkohol. Ne samo što tije stradale, toko stradale i mnogo nedolžni luge, pešaci i zato da se podsjetime za koja je opasnost od upotreba na alkohol. Alkohol je jedna od najširoko rasprostranetite drogi v svetu. Svekako, alkohol predizvikova i zavisnost. Povekito luge misla deka pijenjeto vo društvo je povrzeno so relaksacija i rekreacija. Marketing od go prikažuva alkohol od kako nešto glamorozno, nešto što donesova zabava, donesova radost i taka natamo. Eden od 4 smrtni slučajevi kaj evropejcite na возраст po 30 godini je povrzan so alkohol, a vo nekoj delovi od istočna Evropa situacijata je pološa, pa od alkohola strada jedan čovjek na sekoj trojica. Vo Sjedinjetite amerikanske države alkohol je treta vodečka pričina za smrt. Navistina, alkohol ubiva, počtovani gledači. Ubiva 5 pati poveke luge, predizvikova poveke bolesti, troši poveke pari. Znači, luge koji koristat alkohol trošat mnogo poveke pari. Gi uništova semejstvata, koliko site drugi sredstva koji predizvikovat zavisnost zajedno. Znači, alkohol je navistina loša rabota i zato ubavo je, ako nekoj koristi alkohol, polekad da se odvikne. Ne samo što ki mu ostanat parite vo džep, ki go začuva semejstvo to, ki go začuva i zdravje to, no i život svoj se, kako ki go začuva i životite na ostanatite luge. Alkohol je involviran vo polovina od cite fatalni automobilske nesreki, kako i vo nesreki vo domovite i na rabotnite mesta. Duri i zakonski dozvoljeno nivo na alkohol vo krvta, to je 0,02% go narušava rasudovanje to jaz golemova stapkata na nesrekite. Znači, refleksite se gubat, umot ne može da funkcionira kako što treba kaj čovjek od podejstvom na alkoholu. Alkohol isto tako je povrazan so pogolema zastapenost na kriminalni dela. Spored jedna studija 2 od 3 luge koji bile vključeni vo ubijstvo, bile pod dejstvom na alkohol. Kako sega da vidime alkohol delova na našet organizam? Alkohol je otrov, ne minuva niz procesot na digestija, tuku direktno se apsorbira vo krvotokot i taka delova na seko jedna kletka od našto telo. Potrebni se samo 20 minuti od zemanjeto na pijalokot pa do njegovi vles vo krvotokot. Za vreme nove 20 minuti to je veke započnova da predizvikova negativne reakcije delovajki kako silen nadraznovač. Alkohol može da bide toliko silen nadraznovač na obvivkite na želudnikot, što može da predizvika kravarenje vo želudnikot. Alkohol je česta pričina za pojava na čir, bidejke go stimulira želudnikot da proizvedova poveke kiselini i enizmi. Crni odrob se obidova da ne zaštiti so toa što gi razložuva najštetnite substanci koji ki gi vnesuvame v organizmot, no v ovoj proces alkohol gi oštetova kletkite na crni odrob duri i pri umerena redovna konsumacija na alkohol. Koliko poveke alkohol se vnesova, toliko je pogolemo oštetovanje to. Koga zdravite i normalnite kletki, na crni odrob se uništeni, tije se zaminuvat so masni kletki, koji go prava crni odrob žoltnikav poboja i se poneifikasni. So dolgotrajna upotreba na alkohol, vo crni odrob se razvivat abnormalni kletki koji voda do pojava na ciroza na crni odrob. Kako što se zgolemovat ovje kletki, taka se pojavovat i luzni i crni odrob stanova tvrd. Nekoj od žolčnite kanali se blokirat i taka predizvikovat crni odrob da ima zelena boja. Ni sveto cirozata na crni odrob ubiva mnogumina, a v Amerika je pomegio 10 vodički pričini za smrt kaj naselenijeto.
Da li imate употреба на алкохол, почитувани гледачи? Повеќето од лицата кои конзумираат алкохол негира дека имат проблем со пиењето. Личноста има проблеми со пиењето ако алкохолот има влијание на следниве три области на човековиот живот: на работата, меѓучовечките односи и здравјето. Тоа се три многу важни работи кои што може да го наруши алкохолот, значи работата, меѓучовечките односи и здравјето. Ефектите на алкохолот врз човечкиот ум и тело се многу подалекосежни. Неверојатно секој знае дека алкохолот има влијание врз нервниот систем, ги нарушува функциите на мозокот. Да, добро слушнавте, почитувани гледачи. Алкохолот ја намалува работата на мозокот и не сме функционални работници. Ако под дејство на алкохол работникот дојде на работа, тој може да се осакати ако работи на машина, да предизвика други негативни работи дури за своите колеги на работното место. Вие мислите дека алкохол всушност е стимуланс, така, понекош мислиме дека алкохол ќе даде сила да не загри, така натаму. Се лажиме. Тоа е погрешно. Алкохолот е само ги намалува, значи тие наши стимуланси, така доаѓа до погрешно мислење дека всушност тој стимулира одредени нешта во организмот. Со секој пиелок дел од мозочните клетки трајно се уништува. Значи, нашите мождани клетки, алкохол ги уништува трајно и некои клетки воопшто не се обновуваат. Така да, почитувани гледачи, има уште многу што да кажеме, но верам дека имате и вие информации дека алкохолот не е користен и да едноставно го отфрлиме, да пиеме сокови, ако сме љубители на сокови, природни сокови кои може да го нахранат нашето тело, нашето организам. Алкохолот, значи, исто така има застрашувачки ефекти врз одбранбениот систем на организмот. Луѓе кои пијат, кои трошат во големи количини алкохол, не само што лицето им се менува кожата. Тие се неспособни како родители, неспособни како работници. Така да, тоа беа советите за нашето здравје, како да бидеме поуспешни луѓе и жители на ова земја, односно да се ослободиме од алкохолот. Ово утро сакам да споделам еден рецепт, а тоа е два рецепти ќе бидат: шницли од овес и салата извор на здравје. Значи, шницли од овес. Потребни состојки: 300 грама мелени овесни снеголки, 2 до 3 главици сечкан кромит, алева пиперка, одна црвена пиперка, морска сол, босилек и топла вода. Како сето тоа да го подготвиме? Сите состојки се мешаат и се печат во плех со малку масло на 180 степени, додека не добијат убава златно-жолта боја. Лесно се прават. Пробајте, испробајте, имате овес може да го купите во секоја посовремена или поголема самопослуга. Салата извор на здравје. Нешто и за салатите: 2 до 3 цвекла, 4 до 6 моркови, 1 главица зелка, 2 келераби. Келераба можеби не ви е познато на сите почитувани гледачи како тоа изгледа. Тоа е како мала зелкичка, тврдо е. Тоа го нема многу на нашите пазари, посебно ги има во Србија, Хрватска, но ако имате можност да набавите келераби, значи 2 келераби, лимонов сок, маслиново или некој друго ладно цедено масло, малку мед и куркума по желба. Сите состојки се рендат и се мешат со лимоновиот сок, маслото, медот и зачинот. Значи салата од цвекло, моркови, зелка, сето тоа го рендате, го мешате и имате една убава, здрава, природна салата, извор на вашето здравје. Одиме со песна, почитувани гледачи, потоа повторно ќе се вратиме во нашата програма. Господи, овој час, јас стојам пред Тебе сам, се што важно ми е, јас ставам пред Тебе. Господи, доаѓам сега, го отворам моето срце, се што ме одвојува, Боже,
Еве неповторно во емисија, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша утринска програма, која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути на радио Глас на надежта. Следува рубриката за археологијата. Сакам да ви пренесам уште неколку интересни мисли од вчерашната емисија, кога зборувавме за Асирија, археологијата и Библијата. Зборувавме, значи, за тие докази што археологијата ги пронашла и еве ќе продолжа. Освен библиските записи, постојат и други докази дека Сенахирим воевал против Лахис. Тој е сочуван во 3 приказни на така наречени лахиски релефи кои ги украсувале ѕидовите на палатата во Ниневија и го прикажувале основањето на тој град. Според библискиот, но и асирскиот извештај, Езекија го платил данокот што му бил наметнат. Библискиот извештај истакнува дека платил 30 таланти злато и 300 таланти сребро, но според извештаите на Сенахирима, таа сума изнесувала 30 таланти злато и 800 таланти сребро. Разликата може да се припише на грешката на писарот, но и на асирското претерување. Освен тоа, извештаите наведуваат и други плаќања во скапоцена стока. Двата извора откриваат 4 слични елементи, обрнувајќи ни внимание на исто така на тие настани. Овде се назначени, значи, некои податоци, понатаму вели овде завршува извештајот на Сенахирима за походот во 701 година пред Христа. Библискиот извештај продолжува со опис кој на прв поглед му противречи на она што е известно изнесено порано. Наместо да биде задоволен само со износот на данокот на Езекија, како што би можело да се заклучи од царскиот извештај и од библиските текстови што се разгледувани досега, Сенахирим, како што известува стиховите 31 до 35, го пратил својот војсководител во Иерусалим со барање на безусловно предавање. Барањето е опишено со полни закани, подкрепени со спомнување на претходните асирски освојувања. Освен тоа, во 4-та книга на царствата, 19 глава 9 стих се спомнува и египетскиот фараон Тирнак, кој дошол да му помогне на Езекија. Меѓутоа, египетската хронологија истакнува дека Тихрах не почнал да владее се до 690 година пред Христа, што значи дека цело десетлетие по нападот на Сенахирма 701 година пред Христа, не спомнувајќи го фаронот, извештајот на Сенахирима го спомнува почетокот на борбата со египчаните. На овој почеток тој го сместува пред нападот на Јуда наместо за време на нападот или по него, како што се прави тоа според 4-та книга Мојсеева, односно 4-та книга Царства 19 глава. Еве, почитувани гледачи, ви пренесов само неколку инсерти од овие докази на археологијата кои ги потврдуваат настаните во 4-та книга на Царствата во Светото писмо, така да денешната Библија што ние поседуваме е верна на оригиналот. Читајте ја со молитва, проучувајте ја, затоа што на незините страници ќе го откриете Бога, планот на спасението, се оно што било, оно што се случува денеска и секако оно што ќе се случи во скорешни дена. Тоа е, ќе дојде Исус Христос, ќе направи крај на сите случувања, на сите лоши работи на оваа земја и ќе отпочне еден нов живот, живот со Христа, каде што заедно апостол Павле вели со починатите кои се во своите гробови ќе воскреснат во едно ново тело и ќе бидеме сите земјини, вели Павле, на облаците за секојаш со Господа. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма. Ви благодарам што бевте со нас и ви закажувам нова средба во наредниот ден со почеток во 8 часот и 30 минути. Останете со здравје, чувајте се, бидете одговорни и ви закажувам нова средба утре во 8 часот и 30 минути. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува.
Ova web stranica je kreirana za da vi obezbedi sveobuhvatno, organizirano i temeljno proučuvanje na Biblijata. Kursevite se besplatni i bez obvrski. Možete da go sledite vo koje bilo vreme togaš koga vam vi odgovora. Na raspolaganje gi imate slednive kursevi: biblijska arheologija, biblijski proroštva, za verata i verovanjeto, biblijski sovjeti za zdravjeto, biblijski sovjeti za brakot i semejstvoto. Zapoznajte ja Biblijata, Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet preko kursevite na internet ili v pečatena forma.